Со автобус тргнале на 8-мартовско патување од Скопје, а крајната дестинација била Будимпешта, преку Скопска туристичка агенција. Но никој од 77 македонски патници не знал дека автобусот со кој патуваат не ги исполнува техничките услови. Граничарите на австриската граница, кога го ставиле на технички преглед, увиделе дека автобусот не може да вози и го исклучиле од сообраќај. Возачот, кога тргнал да го паркира автобусот, пукнале осовините, сведочи пред камерата на Сител, патник од ова патување. Вестија дека автобусот не е исправен и дека не можеме да го продолжиме патувањето со тој автобус, заради тоа што биле скршени задните осовини на задните тркала на автобусот. Од нивна страна беше повикан екипа за отстранување на кварот, но истиот квар не можеше да биде отстранет. Возачот, додека сакаше да го помери автобусот од едно место на друго, се деси да во истиот момент испукаат осовините и тркалата бидат извртени лево и десно од страна на автобусот. По 4 часа чекање на граница, агенцијата испратила нов автобус за да ги спроведе до дестинацијата за која платиле во аранжманот. Патникот сведочи дека сите имале среќа што на австриската граница бил исклучен од сообраќај автобусот, бидејќи можело да настане голема трагедија. За случајот ги известил сите надлежни институции и инспекторати, но одговор не добил. Сакам да нагласам како такви автопревозници испраќаат автобуси на такви патувања и дали се тие технички исправни, затоа што од агенцијата со која патувавме добивме информација дека они ангажирале агенција за превоз на патници и дека истата им доставила сертификати дека автобусот е технички исправен за патување, но истиот изгледа не беше исправен. Значи и тоа ни се деси, имавме среќа што ете од страна на австриските полицајци тоа беше приметено и не се деси поголема несреќа. Од агенцијата за Сител вела дека автобусот бил исправен, а можно е при патувањето да се случил дефект. Со години изнајмуваме автобуси за нашите туристички патувања и работиме со фирми од цела Македонија. И во случајот со патувањето за Будимпешта склучивме договор за изнајмен автобус што беше исправен. Како и во случај кога патувате со приватно возило, може да се случи дефект, а што ми ја добивме информацијата дека автобусот се расипал, ангажиравме друг од Виена и со него го продолживме патувањето. Жалиме за настанот и поради тоа, само иницијативно го продолживме дневниот престој во Виена, а по враќањето во Скопје, на патниците им рефундиравме 50% од парите платени за факултативни разгледи, велат од агенцијата за Сител. Во автобуската несреќа со Беса Транс, каде загина 45 македонски државјани, автобусот возеше со фалсификувана лиценца за меѓународен сообраќај. Одговорност се уште нема, бидејќи апелација го врати предметот на повторено судење. Автобусот на Дурмотурс, во кој загинаа 16 патници, бил технички прегледуван во станица за технички преглед, која ја поседувал сопственикот на агенцијата. На техничкиот преглед пред несреќата било утврдено дека сопирачките на автобусот функционираа делумно. Обвинетите се уште не се правосилно осудени. Тамара Дичевска, Сител телевизија.